Почитувани гледачи, добро вечер и од мене. Во вечерашнава дебата, кратко ќе ја најавам, ќе говориме за една тема за која светот, и особено Европа, во последно време особено се интересира и бара начини како да се реши, а тоа е сириската криза. Сметраме дека тоа е важно и за Македонија со оглед на фактот што ние и директно ги трпиме на некој начин последиците од сириската криза преку бегалската криза, затоа што Македонија е дел од така наречената балканска рута низ која милиони или стотици јадници луѓе поминаа и завршуваат некаде во Европа. Она што европските земји се обидуваат да го решат е со средства или со политички методи да ја решат кризата во Сирија како извор на бегалската криза. И денеска беше постигнато едно примирие, второ поред, меѓу актерите во Сирија, тоа значи Соединетите американски држави, Русија, Башар ел Асад и опозицијата во Сирија, која треба да почне за неколку дена. Велам, ова е второ примирие, бидејќи првото беше неуспешно. Дали ова ќе заврши на ист начин, оставено да се види, но ние со нашите гости ќе поразговараме токму околу оваа сиријска криза и за кризата на Блискиот Исток. Мои вечерашни гости се господинот Стојан Андов. Добро вечер. Во оваа прилика да ќе го најавам само како поранешен амбасадор во Ирак. Не сакам да ги споменам сите функции кои што сте ги имале во изминатиот политички период. Потоа е Амел Куртиши, теолог, кој што доста време помина во Саудиска Арабија и се чини, претпоставувам, ги познава работите од внатре. И професорот Али Пајазити од Штул, социолог, кој што ќе даде една социолошка анализа на она што се случува во и околу Сирија. Добро вечер на сите. Добро вечер. Господин Андов, не само како најстар, туку и како некој кој што во овој регион престојувал многу одамна, кога можеби ние не сме ни сонувале дека ќе дојде до една ваква сериозна криза на Блискиот Исток. Тогаш ја познававме само Палестина и Израел, таа криза беше многу позната. Сега се случува нешто друго, тој регион поминува низ турбулентни времиња. Едно време говоревме за Ирак, сега за Сирија. Со едновременска голема дистанца од тогаш и сега. Дали ги следите настаните и дали може да најдете една нишка уште тогаш кога бевте амбасадор кон крајот на 80-тите мислечни години, дека вакво нешто беше можно да се случи во овој дел од светот? Ги следам настаните. Од една рака можам да кажам дека сум непријатно изненаден, а од друга страна пат ќе кажам дека некои работи може да се очекуваат. Јас забележувам прво некои, да речем така, природни промени, крупни промени во тоа подрачје. Сирија беше, кога јас бев во Ирак, негде околу 7 милиони имаше. Сега има 17 милиони. Дури повеќе. Па мислам, тоа е податок од 12-та година. Немам понов податок. Значи има висок наталитет. Едно време се стабилизира и имаше и стандард добар. Така да тоа е едната работа. Порастот на населението, на бројот на населението во земјите од Блискиот Исток, па и од Северна Африка исто така. Тоа е една голема наплавина, да кажеме Египет. Јас кога одев таму 70-тите години, одев сигурно 10 пати. Бев сојузен министер, па одев да шириме соработката. Тогаш Египет беше негде 25-26 милиони, сега е 90 милиони население. Либија беше околу 1.600.000, сега е 6 милиони. Алжир беше негде околу 12-13 милиони, сега е 35 или 40 милиони. Слично е и со Мароко. За Ирак, јас кога бев, подоцна е тоа малку, значи, се сметаше дека има 14 милиони, сега има 36 милиони население. Тој пораст на население, барем половината се мажи. И сега се
тие земји полни со млади мажи. Млади мажи кои си барат перспективи. Млади мажи прават проблеми? Па нормално, ако му се ограничени можностите да живеат таму, да имат некоја перспектива, се лесно употребливи во акциите на насилство. Деструктивни. Да го усмерат во деструкција. Инаку морам да ви кажам дека кога се зборува за Блискиот Исток, за Сирија и она, многу често овде се смета дека е таму некое дивјаштво и не знам што и така натаму. Тоа е далеко од вистината. Сирија, како што е познато, не само Сирија, него Блискиот Исток, воопшто, особено Месопотамија во Ирак, е колевка на цивилизацијата. Во Месопотамија е откриено тркалото, без кое нема кола. Откриено е тркалото за грнци да се прават и грнчарија. Затоа има една противречност во Соединеното Потоа има, таму е астрономијата развиена и они го обожавале бројот 60. Па од тоа време ние сме наследили, да речеме, саатот ни е 60 минути, кругот е 360 степени, минутата има 60 секунди и така натаму и така натаму. Тоа се еден вид така наречена месопотамска математика и геометрија. Таму по трите религии таму настанал човекот, таму Господ го направил човекот. И тие мислат дека се најстара цивилизација и тие сметат дека заслужуват светот да ги уважава. Они се многу гостолюбиви, многу се пријатни луѓе вака, кога се и поднесуваат и шеги и ова и она, меѓутоа не можат да тешко поднесуваат да некој ќе им каже однадвор како да ја уредат земјата. Тоа ќе зоврие кога тоа ќе дојде. Така да тие мислат дека имат повеќе искуство, населителен многу повеќе. И Сирија, самата Сирија е традиционално се смета некогашното Асирско царство. Од тоа време, иако Нинива било престолнина прво у Ирак, на асирците, меѓутоа името Сирија си е од тоа време. Она има многу цивилизации минато. Ајде, тоа ептен старо време, ама и антиката, таму се хеленизмот и Римската империја. Искуства огромни. После Византија, па после Отоманската империја, од, мислам, 511 или 12 година, или до 512 година, Селим први, таткото на величествениот, ја има, таму у Сирија ги победил мавлуците од Египет и таму станал, така да имат многу големо цивилизацијско искуство. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Посетете го саемот на градежништво и реновирајте го својот дом со големата понуда на градежни материјали. Посетете го и саемот на недвижнини со најголемата понуда на нови станови на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади од 1 до 5 март. Првата светска војна окупирана е Сирија од Франција, а потоа е даден мандат од Лигата на народите на Франција да ја уредува Сирија, да од таму направи држава. Сеедно, таа мина еден голем период и имат искуство на толеранција верска. Некогаш така беше, колку ја што знам. Една верска толеранција. Има изгледа не искуство има тама, ама тогаш барем тоа владееше. Така да таму има околу 900 христијани.
така се смета сега, некогаш биле повеќе, меѓутоа, особено за време на колонијалната власт на Франција, многу од нив во колонијалната служба на французите отишла низ Африка и така натаму. Христијаните главно така се разбегале од Сирија. Така да, а иначе подемот на национализмот во Сирија почна со падот на полковникот Шишакли, ако го памтите. Тоа е негде 1954 година, веднаш после земјањето на власта на Насер во Египет. Тогаш експлодира национализмот во арапските земји и тогаш почна да негова ориентација беше на национализмот да ги ограничува правите на сите овие европски господари кои таму доаѓаат. Како реакција на... Како реакција. Тука веќе избиват искрите. 50-тите години се спетата. Почнува. Тога почна. 48 година почна со Израел од Палестина, ама тоа беше единствен таму пример. Други војни немаше. После почна државни удари, таму војни меѓу себе, пред се со Израел, ама после и други војни. Да. Така е Сирија. Сирија е, по моје мислење, ја таков печаток имаме, цивилизирана земја, без оглед што поголем дел од жителите се на село, се уште живеат. Меѓутоа, имат некои традиционални вредности во нивните расудувања, во нивниот живот, во нивните однесувања. И заслужуваат тие луѓе и да ги почитуваме. Господине Пазити, ова беше една мала историја и веќе допра некои социолошки аспекти. Можете ли вие да објасните што од социолошки аспект таков преврат на една таква цивилизација, за кој што говори Андов, не сомневам дека било така, да дојде во една таква ситуација да милиони луѓе напуштат сопствената држава, да има тотална нетолеранција меѓу етничките или религијски групи таму, па и политички конфликти на власта и опозицијата. Дали е тоа внатрешен конфликт, наметнат конфликт и како тоа населението го доживува? Вака, тоа што го каже господинот Андов е вистина. Значи, Сирија представува една колевка на цивилизациите. Таму е направен и првиот град Урукагина, околу 2 до 3000 години пред нашата ера. Но со текот на времето и во Сирија, а и во Блискиот Исток имаше тектонски промени до денешното време, до современоста и постмодерната, па се до така наречената Facebook револуција. Национализмот е еден феномен, како што вели еден социолог, дека се немат откриено поддеструктивна идеја или идеологија од национализмот. Бидејќи таа е ориентирана на егоцентризам, на етноцентризам, на себе величање и исто така и да базирана и врз екскомуникација на другиот, на другоста, на тој што не е како јас или како ние. Тоа што се случува моментално во Сирија, корените ги има во национализмот кој што е откриен, арапскиот национализам од Мишел Ефлак, кој што е еден христијанин, кој што не е муслиман по вероисповест. И доаѓаме до фазата, мислам, која што е клучна, фазата на креирањето на националните држави, арапски држави. Денес ги има значи во голем број, а поголемиот број или грото од нив се така наречени вештачки држави или вештачки творевини. И процесот на формирање на национални држави се уште продолжува. Еве сега во тие предели курдите бараат своја национална држава и овој е процес кој што тече. Ќе видиме како тоа работите ќе се
ќе се одвиваат. Едно е евидентно во Блискиот Исток и во арапскиот свет или во арабосферата, така наречена, дека постои еден вид на диктатура, која што е експлицитна, или вид на партитократија или кралевини и така натаму. Во Сирија постоеше и се уште постои една апсолутистичка власт, една аутаркија, значи владење, апсолутно владење. Од таткото, покојниот Хафиз ел Асад до сегашниот Бешар ел Асад, методот на владење е присилата. И луѓето трпеле до 90-тите години, па до 2000-тите години. Но денес живееме во ерата на глобализацијата, кога светот станува едно село. И кога трендовите се следат, значи и едно дете има при себе, има телефон, има таблет, компјутер и така натаму, и гледат, и нивниот таргет не се веќе само основните намирници за живот, туку барат и повеќе, барат и духовна храна. Што е тоа? Повеќе слобода, ask for more, барај повеќе. Што барат? Барат да живеат во либерални општества, а реалноста не е таква. И се случи Тунис 2011 година, се случи Facebook револуцијата, се случи младичот кој што ја преврте својата количка на пазар, и потоа како по пат на домино ефект овие Facebook или Twitter револуции се пренесува од Тунис кон Либија, па тоа па Египет, па Сирија и така натаму. И се дојде до така наречениот од новиот светски поредок New World Order, кој Џорџ Буш стариот го иницираше, до состојбата која што може да ја наречеме New World Disorder или нова светска тотална анархија денес. Особено во Блискиот Исток се случува тоа што во социологијата се нарекува dog eats dog, кучето го јаде кучето. Значи таму се случуваат нешта кои што не може да се замислат, кои што не може да се објаснуваат и интерпретираат рационално. Значи сите тие екзекуции, сите тие нешта кои што ги гледаме низ телевизискиот екран, особено преку YouTube, се во тотална колизија со тоа што го зборуваше господинот Андов и тоа што ние го знаеме од книгите на културата и цивилизацијата, на социјалната антропологија, на културната антропологија и така натаму. И се случи тоа што се нарекува исламска држава, ИСИС, Даеш, и наречете го како сакате. Се случи диктатурата масовно да прави геноцид врз своите граѓани. И дојде во прашање тезата R2P, right to protect, право луѓето да се одбранат. Дали се важни границите на една држава или поважен е животот или етичката димензија? Запреме за кратко, пред да продолжим со Амел, малку реклами и продолжуваме од внатре да видиме ситуацијата. Посетете го саемот на градежништво и реновирајте го својот дом со големата понуда на градежни материјали. Посетете го и саемот на недвижнини со најголемата понуда на нови станови на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади од 1 до 5 март. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Продолжуваме таму каде што застанавме, но продолжуваме на онаа тема, ако направивме еден курс историски бекграунд со господинот Андов.
професорот Пајазити даде еден опис социолошко-политички како работите се сменија низ историјата и зошто дојде до ваква состојба на Блискиот Исток, како домино ефект, низ кој што поминуваа земјите од Блискиот Исток. Амел Куртиши помина доста време во Саудиска Арабија. Таа е се уште важна држава во ова окружување во арапскиот свет. Амел, да влеземе внатре, ако ова беше релативно од наблюдување од надвор, говоревме за национализмот кој што настанал од еден човек, христијанин, ако така сватив. Па муслиманите веројатно многу брзо го присвоива и го проширија. Ако говореше господинот Андов за толеранција меѓу религиите, како тоа наеднаш да исчезна, мисле, чини така сега го доживуваме. Што се случи? Кој кого не толерира или толерира и кој се е влезен во овој огнот на нетрпеливост? Значи, ние во даденава ситуација живееме време на брзи промени. На промени кои се толку длабоки и радикални што не може да се препознае некој ни самиот себе си, под влијание на различни фактори. Ја често пати велам дека ако порано имавме 5-6 фактори кои што влијаат врз нас, сега имаме милиони фактори кои што преку социјалните мрежи, преку глобализацијските фактори така влијаат врз менување на карактерот и природата на еден народ. Ова се случува сега во моментот е што една племенита идеја да се ослободи од дискриминацијата, од диктатурата на народот, некој ја киднапираше и успеа да направи еден монструм кој што сега монструм шири страв, шири нетолеранција, шири омраза кон се она што е човечко и хумано на тие простори. Значи, цивилизацијски гледано, тоа е навистина колевката на културата и на цивилизацијата се во тие предели, во тие краишта, но се случи тоа што мислам дека некој успеа да преку своите фактори на влијание, кои што се многу, се искористи стравот, се искористи желбата да се промовира некој друг. Значи, се искористи таа идеја на национализмот, се искористи тој верски фанатизам. На тој начин се создаде ситуација во Сирија, каде што луѓето веќе се гледаат како непријатели, како да не е можно. На нас не е можеби чудно, но тоа се случи и во нашата блиска околина во Босна во текот на војната, кога успеа да се направи толка вјаз помеѓу народите што не може да се замисли соживот и нешто слично, а денес гледаме дека се обидуваат некако да се изгради таа заедничка држава. Затоа мислам дека во Сирија, откако една племенита идеја во 2011 година почна со желба да се ослободи, да се живее правото, да се живеат слободите, да се живее малку да се користат заедничките ресурси и богатство на една земја која што ги имаше, а не да бидат само собственост на едно семејство. Таа идеја некој ја искористи преку тие, сега ќе биде можеби од тие што ги спомнуваат теориите на заговор, ги искористија тие техники на манипулација и успеа да ги искористат тие, како што реков, стравови, потенцијални желби, идеи, за да направат во Сирија една ситуација каде што луѓето веќе на вистина. Баш денеска гледав ситуација каде што интервјуираат луѓе во Дамаск, каде што се изгледа толку нормално, ама се гледа дека не е тоа. Значи, стравот се гледа во очите на луѓето, се гледа несигурноста, се гледа она што, значи, наметната идеологија, наметната сваќање на вредностите и на оние кои што се во спротивност со твоите вредности кои што ти ги носиш. Јас секако би рекол дека народот, и тоа го рече и почитуваниот господин Андов, дека народот во Сирија е толерантен. Народот кој што ги познава човечките вредности и знае да живее еден покрај друг со векови. Ова ситуација сметам дека е моментална. Значи е наметната, можеби искористени се тие услови или конотации современи, па е направена таа ситуација каде што луѓето не се толерираат. Мислам дека доколку се постигне праведен мир, доколку се успе да се повратат работите во рамките на нормалното, со праведност, значи и со правичност, мислам дека ќе се врати тоа нормално концепирање на работите и на се она што е неопходно една држава да опстане и да биде фактор на стабилност или фактор на ширење на вредности, како што мислиме дека би требало да биде Сирија. Значи се работи за еден народ кој што е многу писмен, кој што е образован, кој што има историја, кој што има
Значи, како граделе историја, мислам дека тоа ќе се врати доколку се успее да се постигне правичен мир. Се одека постои, значи, воопшто нема никаква селекција при напаѓање на објекти, се одека имаме жртви цивили, се одека имаме оружје против миролюбиви демонстранти, мислам дека таа ситуација само ќе продуцира радикални ставови, ќе продуцира радикални односи помеѓу луѓето и ќе се создаваат такви ситуации кои што не ги посакува никој. Ние мислиме дека денеска сме заштитени, но веќе живееме во време каде што е глобално и се сеќам на една изјава на еден кој што велеше да ако порано до Авганистан се патуваше с неколку денови, сега е тоа многу блиску. Може да се го спореди со Крива Паланка, Скопје и Авганистан, како ги спореди како да Скопје и Крива Паланка од аспект на влијание. Затоа сакам да кажам дека овие работи треба да се вратат да им се даде право на луѓето кои што навистина живеат една тешка диктатура, која што може да се спореди со диктатурата можеби на Енвер Хоџа во Албанија, до таа мера, значи дури во тоалетите имаше фотографија на председателот кој што беше издигнат тој култ на личност, и на безгрешност и тој арапски национализам кој што исто така имаше негативен ефект, затоа што им даваше лажна надеж и лажно убедување дека ние сме најдобрите, ние сме тие кои што се најсовршените и дека и тогаш кога има неуспеси во војната со Израел, тогаш тоа навистина влијае врз народот и се губи и волјата кога ти ќе видиш дека не си ти тој непобедливиот и најсилниот, сето тоа влијае врз една ситуација која што денеска, а народот, како што рековме, и од аспект на демографија и од аспект на комуникациите и на поврзувањето, веќе не е ништо изолирано, нема нешто што е внатре. Ајде вака сега. Пола сат говориме, ми се чини време е да излеземе од рајот и да ги посочиме точно работите како што треба, да се фатиме за политика. Господин Андов, сите тука колку да бегаме од политиката, таа е неизбежна и тоа што се случува таму, ми се чини е резултат на политиката, она што Амел го вели неколку пати го нарече некој, да лоцираме кој е тој некој и каков е тој праведен мир. Дали станува збор за сфери на интереси на големите сили, пред се на Русија и Соединените Американски држави, кој што успеава овој рај кој што постоел, условно речено рај, бидејќи некој го злоупотребил, искривил, искористил и ја довел ситуацијата така да тој толерантен народ, тие толерантни религии веќе не се мирисаат меѓу себе, продуцираат страшна војна која доведе до екзодус на милиони луѓе. Дали е така и што мислите вие, кој ги држи конците на Блискиот Исток и особено во Сирија? Тоа е прашање кое влегува во ткивото таму на сршта на проблемот и сакам да кажам дека постојат три рамништа. Прво, факт е дека покрај сите овие цивилизацијски придобивки во Сирија, во Египет постои внатрешна фрагментација на општеството, делумно поради различните религијски припадности, а делумно и по етничка основа. Сирија има значајно малцинство курди, и друзите се таму, има ермении и така натаму. И турци. Има и турци, како што има сиријци во Турција, така во Адан, Антакија е негашна Антиохија. Според тоа е едниот слој. Ако се најде некоја надворешна сила да почне да се подпира на некој од тие слоеви и да му даде превласт над другиот, веднаш рамнотежата во таа земја се руши. Вториот слој е регионалните сили. Таму регионална сила, делумно како исклучива монополистичка позиција, имала негаш Османлиската империја. Таа била силата која однадвор ги одредувала внатрешните состојби и ги диригирала настаните и правците на развој. И третиот слој го чинат големите сили. Сега, од регионалните, прво внатре, од натрешните состојби, изразена е спротивност на сунитите и шиитите. Сега,
општо земено, искуството од тие краишта не е како и овде. Сунитите таму се знатно поборбени, тие знаат да прават држава и да држат држава, иако во Сирија тоа не се случи, таму се алауити, овие Асад и другите. Малку се они, околу 12% се само. Така, ама тие се, инаку во Блискиот Исток сунитите се спротивставиле негогаш и ги победиле. Прво ги победиле крсташите, крстороците, после ги победиле татарите. Татарите ги... Сирийски сунити ги победиле татарите. Умрел овој Хулагу што го ограбил. Да, умрел и неговиот наследник собира војска и право на Сирија удира. Таму ги изгубиле. Сега во Сирија доминантни се сунитите? Сунитите се таму. Ама сунитите се у Ирак се околу 25% од вкупното население, ама се доминантни беа во политиката. Уште времето кога го правија Ирак како држава, 32 година или 1932 година, кога Фейсал стана крал таму. Британците го правија и се подпираа на аристократијата од сунитите. Ако се помалку. Шиитите таму се помирни и недоволно исклучок се исмаилитите, кои имат традиција на тајно војување и така да, тоа се оние хашашите, асасините, атентаторите. Да, до самоубиец. Да. Он прво гледа да убие, оди да убие, а нема да жали ако го убијат. Само исмаилитите се, тие се само. Сега, тие се внатре, у Ираки уште посложена работа таму негде околу 20% се курди. Има ермени таму исто така, асирци, халдејци, кого нема. Тие пашмерга што вика, тие курди, пашмерга. Пешмерга, да. Курдите. Во Ирак. Во Ирак се тие. Војна формација, пашмерги се. Тие се... Да. Се борат за... Да. Тоа е вид војска. Сега, тоа е едната работа. Втората работа е таму действуваат тие сега регионални сили истакнати се три. Тука е Турција, тука е Саудиска Арабија и од другата страна е Иран. Тие се шиити. Тие се шиити, ама тие се други шиити, не се како овие во Ирак и ваму, тие се борбени. Ама се шиити, сега дали се некој Добро, поборбени. идеологијата е иста. Идеологијата е иста, да, и они многу се разбират. Нуклеусот идеолошки е ист. Немате представа колку се чувствуваат блиски шиитите од Ирак и шиитите од Иран. Тие и семејни врски имаат, што ти не е, и така натаму. Сега амбициите се и на тие, сега да речеме, Иран се меша преку Сирија, сега и Ирак му се отвори, порано Садам го пресече таму патот, сега му се отвори патот до Сирија, па преку Сирија у Либан, па таму е Хезболах негов, кој па со палестинците тера работа и се бие со... Сега па тој се судри и со овие исламската држава. И до таму отиде. Хезболах одат во Сирија. Они се поддршка на Асад. Тоа се, да, сега поддржуваат Асад. Ама во борбата со ова, со исламската држава. Сега, Саудиска Арабија има амбиции за тоа што е она, таму е најголемо по простора држава, тоа е 2 милиона и 100.000, мислам, хектари, квадратни километри. Иран е негде околу 1.600.000. Па можете да замислите сега. Речи си околу Сирија, Ирак и Иран заедно се помалку од Саудиска Арабија по површина. Они се околу 30 милиони. Не населена е, пустиња е целото тоа, ама огромно богатство имат. Нафта, 25% од светските резерви на нафта се во Саудиска Арабија. Сега, сака да биде сила, сака, особено што таа ги помагала, против Израел ги помагала сите, и Сирија, и Ирак, и Египет, па
Ирак го помагаше во борбата против Иран, мисли дека сите се должни и дека неа треба да почитуваат. И сега има еден министер за одбрана, син на кралот, кој е многу борбен, па сака да се истакне и така на тоа се меша веќе сегде. Турција си има своји интереси. Стално била, викам, таму, она била и светска сила, сега е регионална сила и некои работи се точни. Да речеме, во Киркук и околината се смета дека негде околу 30% се, тоа повеќе се таму курди и арапи, ама околу 30% да се туркомани. Тоа е туркмени, они таму ги викаат туркомани. Да. Тоа се, не се туркмени од Туркменистан? Од Туркменистан, туку се мешавина од овдешните турците од Турција и арапите. Тоа е нивна мешавина. Тие туркоманите, тоа смешани се. Сега, Турција има своји интереси. На крајот на краиштата кај што има туркмени, во Ирак има многу и нафта. Да се разбериме. А конкретно нешто така кажете, господин Андов, ме збунивте со овие сите туркмени. Кај што е нафтата се интересите, така? И они не може да ја простат на Британија некогаш како светска сила, која е определила границата на Ирак горе, а ги определила заради што знаела оти у Киркук и околу Мосул има нафта. Па негде околу 110 километра е на север од Мосул. Таму нема нафта веќе у Турција, ама наому има нафта. Истиот појас што го има овај Киркук и Мосул, на запад оди во Сирија и таму има нафта. Диризур. Молам? Диризур се вика таа областа. И има морското дно во Сирија крие многу газ. Се смета дека многу големи количини на газ има. Затоа ли големите сили се замешаа? Па види сега, тоа ги привлекува, тоа прво привлекува Турција како регионална сила. Не Саудиска Арабија доволно затоа што она не пати од недостаток на енергија. Развојот на Турција е ефтина енергија треба. Она има динамичен развој, многу народ, голема земја е, 80 милиони е речиси. Така да имат они интерес тука и затоа Ердоган малку па ќе рече дека он има интерес во некои подрачја од Сирија, така натаму и така натаму. А лепо сака да го бране сега и така. Така да сега. Ама Русија пак како светска сила сега и она инсталирана во Сирија. Царска Русија, иако била и сегаш била негде меѓу првите најголемите сили што биле, никогаш немала пристап на отворено топло море. Таа има отворено море, Балтикот, и тоа не е, па е преку Скагерек и Категат оди, али на Владивосток има тоа не тоа. Меѓутоа, Црно море е како во шише е Русија таму. Босфорот и Дарданелите се грлцито ниско е, таа може да, а со Дарданелите по спогодби од многу одамна управува турската влада, Турција. Не можела да излезе од тука. Затоа се ушанчила кога можеше како светска сила, нуклеарна сила, втора сила заедно со САД, кога САД го помага Израел само таму, а од овие другите само го зема профитот. Се најде сиромашна Сирија, ги удоми русите таму, они во Тартус, мислам се, да, подрачјето на Латакија со модел таму. Таму имат база сега. И сега, они го оправдават тоа. Не толку како трчање по богатствата на Сирија, туку како опасност од тероризмот кој и во Сирија може да завладее, во Ирак завладува, а може да продре потоа и на Северен Кавказ, што е Чеченија, Дагестан. Путин отворено го кажа дека. Да. Путин отворено го кажа тоа е неговиот интерес, така го правда неговиот интерес и така. Да. Така да тие се сите сплетки, тука и богатството подземно е, сигурно голема улога игра, но и други интереси кои постојат. Превласт на некого, Саудиска Арабија
не може веќе не прифаќа, сака да го потпусне Египет. Египет беше прва арапска земја. Меѓу арапите тој беше најголемата и најсилна земја и најпочитувана земја. Меѓутоа Египет западна сега околу 90 милиони, тоа е мравилник. И подрачје мало, тоа е околу Нил е село. Да. Така е сега таа работа, има амбиции да стане. А од друга страна, она па има судири со Јемен долу, заради тоа што во Јемен има битно големо малцинство шиити. А на рабовите на Саудиска Арабија исто така има шиити. Шиити се, да речеме, во Катар. Раководството не е шиитско. Бахрейн, Бахрейн е целиот шиити. Да, повеќе. Таму само Во внатрешноста на Саудиска Арабија. и таму има. Да. Има покрајната Катив се ика, каде што Така ги има сега. И таа има повеќе причини, а Саудиска Арабија се сунити и тие кога почнал да губе султанот од европјаните, Ајде, рекол него султанот, да. малце да резимираме се. Ова беше... Таму вахабитите се јавиле. Можам нешто да... Може, поведе. Јас мислам дека тоа што се спомна врска со демографијата, значи големиот број на луѓе и на народ на Блискиот Исток, дека тоа представува некаков проблем пер се или само по себе, мислам дека не представува никаков проблем, бидејќи демографијата е исто така и еден елемент на социјална мобилност, на општествен динамизам и така натаму. Проблемот во Блискиот Исток е исто така и трибализмот. Или еден менталитет на племе, племенскиот менталитет кој што таму владее и губењето на тоа што се нарекуваше Пакс Отомана или Отомански мир. Отоманскиот мир. Османлиската држава или Отоманската држава беше фактор на стабилност и на Балканот, и во Северна Африка, и на Блискиот Исток, се до 18 и 19 век. И потоа се случи, што се случи по одењето на Отоманската империја, тука имаше импулси од надвор, надворешни импулси, но и тука јас не верувам во конспирацијските теории, тоа што го спомна Амел, мислам дека проблемот е повеќе интерен. Бидејќи секташката војна помеѓу сунитите и шиитите, тоа е еден многу важен сегмент што се случува сега. Луѓето кои што живееле, кои што имале заеднички бракови и така натаму, како е можно одеднаш да го променат својот менталитет сега и меѓу себе да војуваат и да барат, например, да го барат својот дел, тоа што некој им го зел предходно и да бидат во таква дуhovна состојба да експлодира, значи воопшто да нема толеранција, да се полни со интолеранција кон представниците на иста религија, бидејќи и шиитите и сунитите се представници на исламот, со идеолошки се разбира диверзитет и разлики. Не е прв пат во историјата. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Посетете го саемот на градежништво и реновирајте го својот дом со големата понуда на градежни материјали. Посетете го и саемот на недвижнини со најголемата понуда на нови станови на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади од 1 до 5 март. Случај во христијанството помеѓу католиците и протестантите и така во Северна Ирска со години, големи жртви биле. И така натаму. Мислам дека овој трибализмот е ептен крајно деструктивен и се разбира дека тука и големите држави, Турција на пример има своја агенда.
таткото на новата турска идеологија на Ахмед Давутоглу, сегашниот премиер на Турција, има напишана една книга која што представува како хендбук или како навигатор на турската надворешна политика, стратешка длабочина. И во таа книга тој зборува за импликациите и за влијанието на нова Турција и агендата 2023 година, кога Турција значи би требало да биде меѓу топ, да кажеме, 10 држави во светот. И таа нема некаков интерес од ресурси, јас мислам, Република Турција, бидејќи таа со сопствени ресурси стигна таму каде што е денес, меѓу G20 или G20 држави, успеа да се воздигне од 2002 кога на власт дојде АКП до 2015 година со една таква агенда успеа да се наметне една конзервативна влада која што се разбира има своје влијание и во Сирија, сака туркоманите да ги брани, исто така има една соработува со Саудиска Арабија, со Катар и така натаму. Значи добро, се ова што може да слушнам, народот во Сирија е жртва на сите овие влијанија внатрешни и надворешни. Да. Што значи дека тие самите нема да можат да го решат проблемот, и тие што им го создадоа, доколку сметаа дека еднашка треба да го решат, ќе го решат прашањето со Сирија. Но ја би сакал сега малце да споменам една категорија што ни еднашка не ја споменавме. Тоа е исламска држава, околу која се случува и од која што се почна. Така, ние не ја споменав исламска држава. Господин Куртиши, гледам дека дел од она што говореше господинот Андов ви е познато и се сложувате со тие сфери на влијание од земјите од регионот. Тогаш, како се случи исламска држава? Од кај произлезе таа? Тие се сунити, шиити, што се всушност тие? Чија агенда остваруваат? Малце поблиско околу тоа и тие влијанијата дали се реални, за кои што говориме дека се измешани интересите на регионалните сили во Турција, Саудиска Арабија и Иран. Јас ќе опставам на моето тврдење дека почетокот беше желба за промени. Таа арапска пролет која што бараше повеќе слобода и луѓето да уживаат, да, политичка агенда. Што се случи? Реакцијата на државата беше жестока. Почна да пука и да убива и тогаш се појавија првите никулци на тој вооружен отпор. Значи на отпор кој што беше со цел за самоодбрана. И со текот на времето има голем успех на боиштето, така што контролира една голема територија и на северот на Сирија и на југ на границата со Јордан. После тоа што се случи? Секако дека тоа, јас се уште мислам дека не им се допаѓаше на некои фактори на влијание. Значи, тука влегува прво Иран, преку Хизбола, и исто така и преку своји луѓе, навлегува во сириската криза за да го поддржат режимот, за да тој обстане. Исто така, од друга страна, имавме и реакција на сунитите кои што се мобилизира и кои што направија еден отпор против тој шиитско навлегување во сириската секојдневност на начин кој што не им се допаѓаше. Во таква една ситуација се формираше како резултат на многу фактори. Најповеќе ќе речам како резултат на влијание на вистина големи и тажни слики на масакри, на убивања цивили и на бомбардирање неселективно, се формираше тоа јадрото на таа, да ја наречем, исламска држава како движење кое што на почетокот требаше да биде дел од отпорот против Асад. Што се случи после тоа? Јас се уште ќе опстам пак на моето тврдење дека некој успеа да го насочи тоа делување кон две цели. Едната цел беше да се намали влијанието на опозицијата и да се дестабилизира, затоа што тие влегува во војна со опозицијата, со други опозицијски фракции, исламската држава. Од другата страна, вториот елемент да се наруши угледот на сунитскиот отпор кој што постоеше таму.
Значи, они се сунити, кои што со своето делување, со тие масовни обезглавувања и со тие акти на насилство кое што воопшто не е оправдано, направија кај луѓето да се содаде слика дека ова не е во ред, ова навистина. И тогаш почнаа со мнежите кај луѓето дали сега ова што се случува во Сирија е оправдано. Значи, дали треба ние да ги поддржиме тие промени кои што се случуваат во Сирија, затоа што може да се случи да дојде на власт некои луѓе кои што се од оваа категорија, како што е исламската држава. И ја мислам дека нив им се даде многу простор. Значи, зборувам од аспект на овие регионални и светски сили и се даде многу простор за маневри на исламската држава и тие успеа да содат своја територија, Тие почнаа во Ирак, Значи тие почнаа во Ирак, сега за Ирак никој не говори, сега во се говори за Сирија. Значи, што се случи? Се случи тука дека и самите тие, ако почетокот беше дека тие бе огранок на Ал-Каида во Ирак, му откажаа послушност на водача на Ајман ал-Завахири. И му рекоа, ние си знаеме нашата. Тој им рече да бидат дел од фронтот Нусра, кој што е легитимен, под наводници, представник на Ал-Каида во Сирија. Тие откажаа послушност, рекоа, ние ќе си тераме наша агенда. Она што е навистина, што е факт веќе, е дека таа групација има луѓе кои што се водени од емоциите, желба да се помогне, значи голем број на луѓе, но кои што се погрешно водени од страна на нивниот лидершип, кој што јас би рекол дека е максимално инфилтриран од влијанијата на различни тајни служби, дали е тоа израелската, дали е тоа американска, дали е руската или било кое. Значи имаше факти дека еден од водачите војни пред неколку години учествува во војната што беше во Грузија, значи како руски војник. И така натаму. Значи тие фактори влијаат. Значи ја мислам дека таа е една групација која што беше поддржана од многу фактори. Значи се искористи со овие две цели, да се ослаби опозицијата и сега навистина успеа да се ослаби, затоа што мора да војуваат на два фронта. Од една страна има Асад и проширските бројни бригади кои што ни мијата не им ги знаеме, а има многу бригади, дури еден значи не, овие се значи бригади шиитски кои што се на страната на Асад. На Башар. А од другата страна исто така имаме почнат курдите да се истакнуваат преку огранокот на ПКК што е сега во Сирија и ЕПГ, значи кои они сака ги бара своите. Исто така и сега значи се случи тоа што успеа да го фрагментираат, да го поделат тој отпор кој што постоеше и од друга страна успеа да содат еден вештачки, значи не вештачки, тоа е веќе реален страв кој што е резултат на тоа што на некого му одговараше една ваква слика за сунитскиот отпор во Сирија. Значи слика во која што е радикална, слика која што не е толерантна, слика која што значи тоа не е реалноста, не е реалноста на народот и на мнозинството на сиријци, но успеа една мала група на луѓе да ја проектираат како став на мнозинството сиријци или на луѓето кои што се дел од таа опозиција. Русија, например, сега бомбардира, но од сите факти што ги гледаме, што ги следиме преку средства за информирање, воопшто не бомбардира, може многу малку бомбардира позиции на исламската држава. Повеќе бомбардира позиции на опозицијата и на слободната сиријска армија, како се нарекува. Тоа го тврди Соединените американски држави. Затоа и пропадна. Колку тие напаѓаат? Значи тие што беа првите преговори што беа во Женева, значи вторите уствари се тие, што беа оваа година првите, пропаднаа заради тоа што во тоа време Русија ги интензивираше нападите. Бомбардираше школи, бомбардираше болници, значи да не зборуваме за други цели. А многу малку се бомбардира, например, позиции во Рака, која што се смета како центар на таа исламска држава во Сирија. Затоа мислам сега Парусти излегува со информации дека Турција соработува со исламска држава. Да, они излегуваат со тие. Значи после авионот. Да. После авион. Значи сега останува нејасно кој кого бомбардира и дали воопшто некој бомбардира. Да, ја мислам дека она што во политиката нема пријатели постојани, има постојани интереси. Затоа ја мислам дека секоја држава, и Турција, и Ирак, и Саудиска Арабија,
Тие постапуваат според некоја своја агенда и според некои своји интереси. Дури по цена кога некоја што интереси бараат од нив да помагаат, можеби некого со кого не се согласуваат идеолошки. Не знам дали ме сваќате. Тоа не знам дали разбирам, но очигледно е тоа толку комплицирано. Јас мислам дека тука треба да се спомне и теолошкиот елемент и идеолошката матрица. Исламската држава, меѓу другото, е под максимално влијание на идеологијата на вехабизмот и на исламскиот пуризам. Што значи исламскиот пуризам? Отстранување на сите религиозни додатоци, на сите легенди, митологии, нешта кои што не се дел од суштинскиот и вистинскиот ислам. И тука има луѓе од целиот свет кои што по пат на сегашен виртуелен мисионаризам слушаат за тоа и доаѓаат од четирите страни на светот. И тука религискиот елемент е многу важен во таа исламска држава. И името покажува, синтагмата исламска држава покажува дека тие сакат да креираат една вистински земја каде што ќе се живее вистинскиот ислам. Од каде тие водачи се толку убедени? Упатени во чистиот ислам, тие се борци, тие се под влијание на толку школовани учени луѓе кои што го знаат исламот најдобро, па успеаат да прилучат вака. И тие што се следбениците, па не верувам дека кога го знаат. Традиционалната улема или традиционалните исламски научници во целиот свет, почнувајќи од таа на Ал-Азхар, која што се смета за авторитетна во целиот свет, таа излезе со фетва или со религиска децизија дека исламската држава не го представува вистинскиот ислам кој што се базира врз двата извори, Куранот и традицијата на Божиот пратеник. Ова исто и Саудиска Арабија, која се смета да наречеме како колевка на вехабизмот, исто така нејзините верски авторитети излегува со фетви и дека тоа не е. Дури има фетва од еден кој што е верски авторитет, кој што е член на постојаната комисија за фетви од Саудиска Арабија, кој што вели дека тие не се ни муслимани. За исламска држава. За исламска држава, за нејзиното водство. Зборуваме за водство. Сега, заведувањето на луѓето е многу лесно, посебно кога ќе помешаш емоции, кога ќе помешаш љубов кон верата, солидарноста и тоа многу лесно се манипулираат луѓето. Во ова време на фотографии, на монтажи, баш пред 2 дена гледав видео во кое што кажуваат за Ал-Каеда во Јемен како прават холивудски филмови. Значи, дури и ви сами сте тие екзекуциите кои ги прават со каков степен на артистички ефект ги прават со цел за да влијанието и импактот биде многу поголем. Секако дека верскиот елемент е многу важен и тука постои значи таа база некој да се манипулира на тој аспект. Но сакам да кажам дека резултатот, значи причината на ова е еден резултат кој што го гледаме денеска. Значи кога луѓето им се дава можност да научат од неверски авторитети, кога ќе се обратат на луѓе кои што се полуобразувани, како што рековте, каде има, тоа е многу логично прашање, каде има време тие да се образуваат? Абу Бекар ал-Багдади, кој се смета за водач нивен, има завршен факултет и тоа во саднамо време. Дури има обвинување дека бил дел на тајната служба на Садам Хусейн. Значи исто така Хаджи Бекри кој што бил негов соработник, кој што е пред него, за него се знае со сигурност дека бил соработник. Тој е убиен во еден антитат. Чисто работник. Значи на тајната служба на Садам Хусейн. Затоа ли Садам Хусейн порача дека после мене ќе биде таков хаос што после мене потоп. Како да знаеш на кога е остава државата? Ја не сум од оние кои што мислат дека идејата на автократско владење дава сигурност и стабилност. Тоа е кога идеја тоа ќе пукне и ќе експлодира. Значи затоа го реков правичноста и праведноста во решавањето на проблемите е многу важна. Ајде за решавање, господин Отандов, правичноста и праведноста веројатно зависи од на политички план ќе се решава, бидејќи сега примирието е, да речам, политичко. Се говори за владеачката гарнитура на Башар, за опозицијата, поддржана од двете големи сили кои што се замешани таму да го решаваат
проблемот САД и Русија. Двете страни прифатија под одредени услови, дури Башар ќе распише избори пред оние во Македонија за случајот на 13 и 17 април, многу бргу, без избирачки список, без собрание, кој знае како ќе изгледа тоа. Има ли решение во ваква галиматија за кој што и вие сите гостите говорат на етничка, на религиска, на секташка внатре во самиот ислам? Значи, какво решение, кога една Босна не можеме уште да ја смириме, кога би се решила оваа криза во Блискиот Исток, во Сирија и во Ирак? Па видите се, пак нешто малку по-фундаментално да почнеме. Прво, да речеме Западот, Америка имаше идеја дека една форма на демокристијанство, како што е правец политички на Запад, во Иран ќе всади демо-ислам, демократски ислам, заедно со Реза Пахлави. Целиот проект му пропадна кога се надигна Хомеини, го сруши. 79-та. Сакам да кажам дека верата малку влијае, верата во реформациите своји исламот нешто доцни зад христијанството. Едно е таа работа, па и доцна дошло. Подоцна се јавува, 600 години подоцна се јавува. Па не му треба 600 години за реформи. Не мислам ја на тоа. Гледаме, историски исламот успел да пренесе. Вредно се дада. Ако може да завршам. Така да сега прашањето, да речеме, од сиријски аспект се поставува како која сила може да обезбеди територијалниот интегритет да се одбрани на Сирија. Сега овие кои напаѓат ја делат Сирија. Исламската држава сака да направи исламска држава дел таму, северниот дел и Ирак. Тоа сака да го прави. Да речеме курдите во Сирија, кои се тепат со исламската држава, ама со турските курди и со ирачките курди сака да направат курдска држава. Курдистан, да. Курдистан. И они сите се борат за право. Да. За Сирија и од аспект на Сирија се поставува прашањето дали ќе преовладее политиката на поделба на Сирија, тоа е очигледна политика. Физичка поделба? Па да, тоа е. Она што е исламска држава сака да направи. Во Ирак веќе тоа е фактички. Ама чекај, на крајот на краиштата немој да леко ни на Ердоган за таа работа да дојде. Он ќе си земе кај што има турци, да речеме, има горе на се откажа се уште. Таа копнена офензива се откажа. Значи Ирак потоа ќе се реши. Не ме разбирате. Сега зборуваме за Сирија. Така. За Ирак е нешто друго. Добро. Сосема друга приказка е таму. Ја заборавивме за тоа. Единствена исто е само курдите и Курдистан. И шиитите се исти. Да. Тие двете се проблемот. Исламска држава исто. И исламска држава и таа. Затоа е таму сместена исламска држава. Така да, ако преовлада Обединетите нации, тоа треба да го бранат територијалниот интегритет на секоја земја да е под заштита. Ако е тоа, тогаш е еден правецот на решавање, тога отпаѓа ова исламската држава како фактор, треба да биде елиминирана. Курдите треба да прифатат се уште да бидат малцинство, само автономија да добијат во Ирак, во Сирија, како што имат во Ирак, да добијат автономија, сега ова... Во Турција малку потешко. А левитите исто, нусариите да добијат. И нусариите сака да формираат своје автономно подрачје во близина на Латакија, каде што рековте ви. Така. Да, и тоа сакат автономија да прават. Колку имат, они мислам 14 провинции има Сирија, поделена на 14 провинции, и секоја има по некоја специфично. Друзите ваму исто, кај Либан и тоа. Да. Така да, сега, како ќе се обезбеди, да речеме, еве се покажа дека автократскиот режим на Садам, на Гадафи и на Асад
обезбедува единството на држава. Кохезија. Кохезија, создаваа кохезија они. Они создаваа Територијална само. Да. Се сметаше дека ако овака авторитарното владење се укине, че настапи демократија. Излезе дека така не е. Нигде не настапи демократија. Туку паднат тоа авторитарниот режим падна сегде и сегде се врати работата многу назад. Еве во Ирија, во Либија не може да обединат сега, има две влади. Да не може да се обедине. Како ќе се случи? Тунис може и пример каде што во Тунис успеа. Види, во Тунис и уште не е успеа. До некаде. Да, уште не е. Не знаеме, ние у Алжир не знаеме што може да се случи. Иако они изболедуваа еднаш. Што се кува. Еднаш изболедуваа они со исламистите. Да, многу тешка болест беше, исто така да се распадне тоа. Значи сега е тоа, дали меѓународната заедница ќе застане на гаранција на границите сегашни, ќе ги гарантира на некој, ќе ги бране натаму. И тоа да ги смире сите сега што посегат. Тоа е една концепција. Бидејќи станува збор за опозиција и власт, класична опозиција и власт во Сирија. Не станува само за опозиција и власт во Сирија. Во Сирија опозицијата и власта сакат да се сочу вистинската опозиција на ова што е комитетот за преговори. Што е опозиција во Сирија? Која е таа опозиција? Има повеќе разбирање. Опозицијата во Сирија која само Асад е проблем, другите не е единствено, толку е, него она тврди дека и таа сака да се сочува единствено територијалниот интегритет на Сирија. Не се јавува како некоја нова која дели таму нешто. Исламската држава е нов феномен, сосема ново. Сега една прашање е че се сочуват ли отине се поставува Исламската држава не признава граници. Не, калифат, сите муслимани се таму. Имаат своја филијала, имаат и во Северна Африка. И во Либија имат. И во Либија имаат своја филијала. У Чад имат. У Јемен долу имат, како не. Ама може ли сега ова примирие? Примирието, сега што е примирие, тоа е примирие само меѓу страните во не, меѓу она опозиција која не е исламистичка. Така да, она што е... Што би рекле граѓанска опозиција и Асад. Тоа примирие сега треба да биде само. Да. Меѓутоа, да продолжи борбата против исламска држава. Што тоа е битно тоа примирие. Да речеме, Ердоган најмногу се вознемири кога Асад почна да го освоја Алепо. Тоа е на север, до границата. Алепо најголемиот град. Оси другиот се таму, веројатно. Тоа е. Тие се работите сега. Дали ово примирие сега ќе тргне од тоа да се обезбеди територијалниот интегритет на Сирија и нејзините граници, ако е тоа, треба да се околу тоа соберат и нека направат заедничка влада, нека падне Асад ако е сад, нека идат на избори, нека се договорат што е, али целта е да се сочува тогаш единството на државата, целата држава да се сочува. Тоа е една. Оти не знаеме до кај ќе иде ако почне да се распаѓа. Тоа не се знае до кај ќе иде. И кој ќе се јави? Карти има, од 2003 има карти како би требало да изгледа новиот Блиски Исток. Значи има поделба и на Саудиска Арабија, има поделба на Ирак, има поделба и на Сирија. Јас тоа не го земам како не е некоја политичка концепција, тоа е нешто подруго. Конспирација. Да, конспирација. Тоа е значи првото проба е ова сега што ќе биде примирието е проба дали Проблем бидејќи е поддржан и од Америка и од САД, затоа што тие значи од Русија и САД, да. Затоа што првпат и американците го признаваат Башар како субјект за преговори и русите по опозицијата, кој што е... Може да се случи најголемиот абсурд. Може да се случи најголемиот насилник и човекот кој што е одговорен за сето тоа крвопролевање да стане најголемиот пацифиста. Значи сега. Тоа треба да видиме, меѓутоа чим го земале големи сили во игра за преговори. Да. Можеби и сега борбата да се префрли од борба кон еден диктатор кон една нова креатура, исламска држава. Тоа е многу чудно. Состојбата е сега изгледа неизбежно е во тие услови таму не е можно пресадување на западната демократија. Еве, искуството со Иран на времето со Пахлави. Ама имаше, например, нели во Алжир победи ФИС. Да. Со
голем процент. Да, и потоа следеше непризнавање на демократските избори во Алжир и Почна да се кола. и дерогација на партијата која што победи, Исламскиот спас. Да. И таа беше во Египет се случи исто. исто и во Египет, нели? Па видите сега што е. Нели се случи ова пример сега вака Газа исто така. што се однесува до западната демократија. Западната демократија преферира макар и да кажем авторитарно владење, само мир да има. само да нема муслимански браќа да не се претворат во теократија. Во теократија од Хомини им искуството. Ама тоа е Да. шиитски Мола- стил на владење. Добро, шиитски е, меѓутоа основата Саудитска Арабија е е теократија. Саудитска Арабија е теократија. Да. Таа не е проблем. види сега. Има договор историски. Добро, сега не можеме сите работи да ги... Иначе сакам да ви кажам оти во Сирија Мишел Афлак, вие ќе го побуди ваквото национализмот. Мишел Афлак, ја го знам, сум се среќавал со него. Он негде крајот на 80-те години кога ја бев во Багдад, он беше исто во Багдад. Тука живееше, бидеше беше генерален секретар на обединетата Баас партија. Да. Сирија и Ирак. Ирак партијата. Он беше генерален секретар, ама му беше забрането, имаше потерница по него од Сирија. Тие ем го избра, а после го гонеа. Да. Он и Салах Битат, двајца студенти се тие се левицари. Тие Баас партијата имат организирано, а Баас партијата е социјалистичка партија, арапска партија. Така да не е национализам таму. И Баас не е направена на националистичка основа. Не е така. Има елементи на величање на арапски национализам, дека непобедливите, дека тие кои што се... Види, тоа го имаше и кеј Насер. Да, И тоа кеј да, нас се повикува на богатата историја египетска и што ти не Дека е мајка на светот. светот. Дека е Египет. Да. Така да национализмот е нешто различно и спротивно на исламската платформа на на муслимански браќа и на ума. На ума. Тоа е нешто спротивно на тоа. На се светската заедница. Поделеноста на муслиманските држави и доаѓа на база на национализмот, не на верската Да. припадност на граѓаните. И исламот е против и трибализмот и против национализмот. Да. Да. Има изрека од пратеникот дека кој повикува на национализам не е... Знам, ама сега видите како можете нема да вредност ги Арап, нарушите нема границите, како ќе направите Ама вие? ова е чудно, сите држави се арапски, а арапски национализам кој што е сецесионистички. Ова е sui generis состојба. Ама видите, тоа не Оно е формира една држава, има Обединета една арапска голема република. заблуда, Да. да кажем. Ајде да е национализам Еве ќе ви против кажам персиското, против Некогаш иранството. било она панславизмот. 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 Мислеле дека нема основен интерес и национален интерес на сите словени Да се здружат. Да се здружат Со единат. Да. Како да немат словените поединечни интереси, пољаците, еден чешка, другиот да речеме Хрватска, третиот Србија. ние Црна Гора, Србија, Словенија и така натаму. Таа идеја на панславизам и панмуслиманизам, Панисламизам. да, панисламизам, И панарабизам, да? панарабизмот нема основа во логиката на создавање на нации. Нациите се нешто друго. Нациите се засниват повеќе на Културолошки разлики. културолошки разлики и на припадности Идентитет. идентитет. Ете тоа е. Тоа е. Ирачаните се разликуваат од Сирија за тоа што тие мислат и таму е Господ бил и направил. Он на никого не признава. На никого не признава предност овие од месопотамија. Шиит, христијанин, ирачанин, они велат дека И перзиците исто така мислат. тука се Јас само малку ќе прекинам господин Јандов, ја понудивте една политичка опција. Ми беше интересен сепак инсистирањето на Амел на правична разрешница. Од кого Амел? Самите сирици, самите арапи, самите шиити, самите сунити или сепак
во една таква раздробеност ќе побараат спас во големите сили и политичко решавање на... Секако дека тоа е. Јас зборувам дека кога суверено, самостојно би ги решавале своите проблеми, дека би се дошло до решавање на тие проблеми, дека би се решили и проблемите на курдите, и проблемите на алевитите како малцинство, и проблемите на другите малцинства кои се во Сирија. Но сега веќе станува, да мислам, тоа се работи, државата е скоро уништена, целата, нема инфраструктура никаква. Мислам дека градови цели Хомс е катастрофа, Халеб исто така, Алепо е исто така катастрофа, разрушено, да зборуваме за други места. Значи тоа ќе биде тешко сега, треба поддршка. Но треба да се поддржат оние гласови кои што можеби од страна на големите сили ќе се обидат да бидат загушени. Значи, затоа е тука, ја го гледам како позитивно налегувањето на турците, на Саудиска Арабија, кои што стануваат на страна на сунитите. А од друга страна ги имаме Иран и Хезбола во Либанон, кои што во Либан кои што застануваат на страната на шиитите. Исто така турците кои што би требало да бидат да ги помагаат и туркмените, но исто така и сунитите арапи кои што навистина, значи они беа држава во која што малцинство владееше со нив. Значи таков концепт на држава беше создаден и во Ирак, како што вели почитуваниот професор господин Андов и другите, и во Сирија исто така малцинство алевитско или нусайриско владееше со мнозинство кое што е сунитско. Тоа не може да биде критериум според мене. Само уште едно прашање, господин Андов, ме интересира, знаете, ако сите говорите за предисторијата, каде што истите овие религиски групи живееле на некој начин, во некој баланс, некои биле сигурно незадоволни во однос на другите, но не било вака. Значи, до ваква ситуација не дошло. Враќање на старото, значи, дали е можно, дали може исламот внатре да се помири или да се врати на позициите од претходно, каде што ќе може да се толерираат и да се трпат на доволен начин за да живеат без војна. Пораката на исламот е порака на толеранцијата. Значи, во исламот постоеле и живееле во исламските држави во текот на историјата. Сите овие што ги споменавте, кои што граѓани се формирале, нема ни да ги запомни. Значи сега како што вели на исламот е совршен, муслиманите не се. Значи човекот како муслиман може да сгреши, но пораката е порака на толеранција, на соживот, на соработка во градење на заедничка иднина. И ако овој принцип се земе како основа, мислам дека и ако се надминат, како што рече, тие национални некои пориви кои што ги постојат кај луѓето за да имаат своја држава, тогаш ќе се надмине. Доколку не тогаш, можеби ново цртање на картите ќе има. Некој Черчил ќе нацрта пак на... Многу е важно И завршуваме. религиите, верите, па и исламот да бидат интерес и прашање на поединецот. Да не бидат политички фактор. Оној момент кога религијата станува политички фактор, па да крои држави, сите да бидат заедно, сите пријатели да бидат, сите другари да бидат, тоа веќе вградува насилство. Сакаш нече од тоа ќе никне насилство, затоа што мораш некои други поинакви размислувања во државата да ги сузбииш, така да мисламот и најправилно е, и тоа е тенденција во исламската структура на Ал-Азхар и другите и во Америка сега има такви кои мислат дека да се поддржи тенденцијата на усовршување, на практикувањето на исламот како на право исклучиво на индивидуата. Да не биде политички фактор. Так, за кратко ќе прекинеме малку реклами, а потоа се враќаме и ќе завршиме емисијата. Молам уште еден блок реклами, а потоа завршуваме со дебатата за состојбите во Сирија. Политички фактор беше Хомейни типичен. Затоа мислам, оти Запад не направи добри планови. Не ја знаеше многу работата. Не им беше Мислам јасно. дека ние продолжуваме с интернет со муабетот, но програмски да ги проследиме рекламите, ќе се вратиме да господин Тандов се доискаже и да завршиме со емисијата. Ако сте подготвени со реклами. Еве се враќаме во студиото.
При крај сме со емисијата. Господине Пајазити, сакам да завршам со вас и со она што фактички сите вести ги почнуваме со бегалскава криза. Тие луѓе, добар дел се уште е таму, веројатно ќе остане во Сирија, во Ирак. Значителен дел се одсели во соседните земји, милионски суми, и една вака позамашна сума дојде во Европа. Сметате ли дека, без разлика на сите разлики што ги имаат за кои што говоревме, овие луѓе ќе се вратат еднашка дома, ќе успеат да се снајдат во земјите каде што се сега привремено, особено во западнава цивилизација за кој што и господин Андов говореше дека имаше обид да се пресели таму, сега наместо западната цивилизација да се примени во политичките системи во земјите, граѓаните како да избегаат едно културолошко милје во кое што со векови живеели, сега се обидуваат на запад да најдат среќа. Како тоа ќе заврши за нив? Ќе имаат сила да се адаптираат и да се Јас би започнал со едно контрапрашање. Зошто овие луѓе бегаат кон западната хемисфера? Ова треба да го постави, ова прашање секој муслиман треба да го постави. И човек кој што живее во Средниот Исток. Зошто не бегаат кон соседните земји, и кон арапските земји? Но поголемиот дел, грото, бегаат кон Европа и Соединетите Американски држави. Значи таму бараат свое утотиште, таму да се сместат за секојаш. Јас мислам дека нормално е тие луѓе да имаат културолошки проблеми, проблем на интеграција, бидејќи имаат еден многу поинаков идентитет. Имаат еден подругачи модус вивенди или начин на живење и лајфстайл од европскиот. Но со тек на време тие луѓе мислам дека ќе се социализираат и поголемиот дел ќе ги прифатат европските вредности, иако што има и екстремни случаи како што беше случајот од Келн, значи кога беа нападнати одредена група на жени, антифеминизам и така натаму, и кога имаше реакции на ултраконзервативните кругови, на десничарските кругови во Европа за ксенофобија, исламофобија и така натаму. Дека вредностите на Западот сепак продираат во сите општества. Вредностите на Западот, еве може да видите дека на пример во Франција постои град како што е Марсеј, каде што живеат околу повеќе од 2 милиони, 3 милиони арапи. Потоа го имате Кројцберг, кој што е во Берлин, каде што живеат исклучиво турци и со сите вредности турски, во една метропола. Ајде кратко сите, господин Андов, Амел, истото прашање. Адаптирањето на бегалците со Ова е специфичен случај со Сирија сега и Ирак, затоа што бегат од бомби. И тој што би намеравал од културолошки потреби да промене средина, да добие подобри услови на живот и така натаму, сега тоа е втора работа. Прво е да спасат глава жива и да се избега. И тоа е едно прашање и треба да се така гледа. Односот меѓу Европа и Северна Африка и Блискиот Исток сакав да ви отсликам кога ви кажав од Иваму, во Блискиот Исток 3 пати е зголемено населението, 300%, а во Европа во истиот период, негде од околу 80-те, е зголемен негде околу 32-33%. Толку. На Европа, според некои проценки, 41 милион луѓе и се потребни во моментот. Не, сега друго е тие и потребни, него е сега. Како Европа се постави кон тоа? Да не и дојдат сите овие однадвор тук, да дојдат само толку колку што и треба, а и требат нив, да речеме во здравството, сестри, инженери, и секој им требат многу. Затоа што па векот животот се продолжува, овие се повеќе долго живеат германците. А немат наталитет. Наталитет. Не само германците, цела Европа. Франција нешто подобро стои. Скандинавските земји. Па и они немат. И тие немат. Да завршиме. Значи, треба да се разработи голем план за помош на економскиот развој на Блискиот Исток и на Северна Африка. За да може таму да останат. Да иде капиталот кај нив, а не они кај капиталот.
На овој начин е обратна работа. Тоа мислам далеко е Европска унија за тоа. Тоа го сугерираше Уште не. еден Тоа научник. можат арабите да го прават. Значи, дали е проблемот таму? Парите ги имат арабите. Не, ги имат ки се оплодуваат. Да. Парите Се може да инвестираат. Не, парите се Проблемот е во хоризонталната мобилност. Луѓето сака да видат нов свет. Да слушам што мисли Амел, па да завршиме. Ја мислам дека оваа ситуација е, значи, може би дел од некои стратешки планирања, бидејќи навистина Европа има потреба од свежа крв и мислам дека во тој правец оди и тоа што овие бегалци и се потребни на Европа и таа на тој начин на почетокот може би го толерираше, за да подосна може би сега ќе почне да прави селекција и она што е неопходно. Секако мислам дека луѓето кои што со себе ги носат тие морални вредности, дека значи исламот многу како вера има многу цивилизацијски вредности кои што се исти како и во Европа. Посебно принципот на праведност. Значи тој се гледа како императив кон секого во секое време и на секое место. Мислам дека тоа ќе им помогне да се адаптираат во таа нова средина. Јас би сакал да се врата, затоа што има една албанска поговорка дека каменот тежи повеќе во неговото место. Затоа и они кои се вратили да ја градат својата држава и да бидат фактор на нејзиниот просперитет, дека тоа би било најдобро решение. Ние видовме, значи има многу образовани луѓе, елоквентни кои што патуваат и најголем дел од грците кои беа во Германија на заработка, на гурбет, се вратија. Голем дел од турците се врати. Според тоа, кога е економски емигрант, една работа е, кај ќе зајакни, кај сака ќе живее. Во Турција пензионерите од Германија одат таму си живеат. Таму и добијат пензија. Тоа е една работа, а друго е кога е со бомби бркан дом. Се слагам дека еве со тоа ќе завршиме со констатациите кои што ги споменавте, дека едни бегаат затоа што можеби и одака би сакале да заминат од земјата, но друго е што најголем дел со мали дечиња и бебиња не верувам дека тие тргнале во печалба, дека се економски мигранти и заминуваат затоа што мора да заминат. Некои ќе се снајдат, некои нема да се снајдат на пространство, како и сите наши од овие простори кои што многу одамно заминале, некои се вратиле, некои останале. Се надевам дека злосторствата ќе згаснат и дека ќе се најде некое мирно решение кое што ќе биде примамливо и можеби тоа ќе ги натера овие бегалци под принуда да се вратат во своите матични земји. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости во ТВ Нова. Вам почитувани гледачи што бевте со нас и останете и да ги следите нашите дебати на различни теми. Пријатно.